Добар ден! Секој народ го има своето културно богатство и традиција кои се уникатен белег на земјата. Од древноста до денес, Македонија го носи впечатливото богатство на своите обичаи, јазикот, вредностите кои ги пренесува од поколение на поколение. Срцето на ова културно богатство е во различните аспекти на животот на луѓето, почнувајќи од традиционалните носи кои го одразуваат богатството на регионалните разлики, па се до музиката, танцот и фолклорот кои ја отсликуваат душата на нашата земја. Ако фолклорот е чувар на идентитетот на еден народ, тогаш негувањето на народната фолклорна традиција е еден од начините на зачувување на нашиот идентитет. Културно-уметничките друштва, но и фолклорните ансамбли во земјава ја чуваат, но и ја негуваат таа традиција и активно допринесуваат во развојот на културниот живот во традицијата, во заедницата, но и ја пренесуваат таа традиција на секаде низ светот. Едно од тие културно-уметнички друштва е и Панче Пешев од Куманово, кој што всушност е едно од најстарите не само во земјава, туку и на Балканот, кое 99 години достојно го представува македонскиот фолклор. Да го погледнеме прилогот на Елена Георгиевска. 99 години културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово е чувар, амбасадор и представник на македонските културни вредности. Едно од најстарите фолклорни друштва на Балканот, дури еден век ги презентира фолклорот, традицијата и културата на Македонија. По повод 81 годишнина од загинувањето на патронот, друштвото одржа традиционален концерт. Пред кумановци настапија детскиот фолклорен состав, младински првата стандардна постава, женска и машка пејачка група со сплет од фолклорни игри и ора, интерпретација на песни во програма составена од 3 блока и кореографски аранжман на Гоце Дишковски, Марина Поповска и Наталија Илиеска. Сами си го организиравме настанот. Со задоволство можам да кажам дека можевме уште една сала да наполниме, што ипак нели тоа е голем успех за нас како културно-уметничко друштво Панче Пешев. Јас сум година и пол како председател на културно-уметничко друштво Панче Пешев и сум презадоволен од гледаност на мали дечиња што сакаат да ги учиме, да ја презентираме нашава култура, како се игра и тука во Македонија и надвор од Македонија, и сум презадоволен што очекувам од септември дека ќе имаме уште многу повеќе членови. Друштвото во моментов број 160 активни членови. Во наредниот период ќе учествуваат на неколку фолклорни фестивали надвор од Македонија, но ги очекува и својот веќе препознатлив настан. Сега во вторник патуваме за Румунија, таму смо од 2 до 7. После имаме активности, со задоволство можам да кажам, овој ќе биде 6-тиот меѓународен фолклорен фестивал, што го ние одржуваме како културно-уметничко друштво Панче Пешев од 18, 19 и 20 август. Ќе имаме гости од странство, ќе имаме гости од Мексико, Појска, Румунија, Турска и Молдавија. Да, уште едно патување, одиме, ќе патуваме со овие големиве, ќе одиме Шпанија, Мадрид, таму ќе сме од 25 август до 10 септември, таму ќе учествуваме, ќе презентираме нашето Куманово и ќе презентираме нашата Република Македонија. Најмалата група Периодов престојуваше и на 3-дневен фолклорен камп во Охрид. Имаа можност да ги изучуваат народните носии, традиционалното облекување, како и македонските ора и песни. Членовите задоволни од функционирањето, можноста да се презентира македонскиот фолклор, но и да се другарува. Качен скоро 5 години во Панче Пешев, имам учествувано на многу меѓународни фестивали широм светот. На 2 јули заминуваме на турнеја во Романија, каде што ќе се представиме со македонските игри. Исто така работиме напорно, имаме многу добри резултати од тоа. И на 28 август заминуваме во Мадрид, Шпанија, каде што јас мислам дека Македонија ќе ја представиме во многу добро светло.
и сакам на младите да им препорачам да дојдат во Панче Пешев, да станат дел од нашата фамилија и да... Скоро 4 години сум член во културното уметничко друштво Панче Пешев. Неодамна на 13 јуни одржавме концерт по повод годишнината од смртта на Панче Пешев. Оставивме всилен печаток и добивме уште многу поголема мотивација за понатамошната работа. Член во културно-уметничко друштво Панче Пешев веќе 6 години. Ни следи нашиот фестивал, кој ќе се одржи на 18, 19 и 20 август, во кој ќе имаме гости од различни држави, 5 различни држави и секако доста друштва од околните градови во Македонија. Кут Панче Пешев за нас членовите е втор дом. Тука се учи, се твори и се пренесува македонската култура и традиција од генерација на генерација. Тука не сме само музичари и дворци, туку едно семејство кое го негува македонскиот дух, игра и песна. Големиот јубилеј 100 години постоење Кут Панче Пешев идната година ќе се одбележи со пригоден настан, а ќе се издаде и монографија.